Европската Унија напиша долг извештај за Македонија, но во него пак остави недокажано што нашата држава може да очекува на патот кон зачленувањето во Унијата. Од Брисел по кој знае кој пат ни потврдија дека треба да се смени уставот, така како што бара Бугарија, и потоа ќе сме почнале да преговараме за влез во евросемејството. И нагласи дека членството во Европската Унија представува геостратешка инвестиција и дека процесот на проширување ќе остане строг, фер и базиран на заслуги. Дали ќе биде фер постапката за зачленување е она што го прашуваат македонските граѓани. Досегашните искуства на Македонија не се баш во тој правец. Впрочем, и премиерот Христијан Мицкоски прокоментира дека ако ги направиме уставните измени, тогаш сигурно ќе добиеме петка од Европската Унија, а потоа ќе добиеме ново вето и нови проблеми. Европската Унија мора да каже и покаже јасно дали кон Македонија ќе се поставува по демократски или по ветократски принципи. Брисел конечно мора јасно да ни демонстрира дали се држи до правото, правдата, еднаквоста и слободата, или има нова темелна вредност каде секој кога ќе му текне ќе може другиот да го блокира. Собранискиот спикер Африм Гаши ја најави потребата од итна измена на изборниот законник. Ке се менува делот кој го регулира државното финансирање на политичките партии за рекламирање по медиумите заради недореченост, а можно и прекројување на изборните единици. Па наместо да се гласа во 6 како досега на идните парламентарни избори, гласовите да се бројат во една изборна единица. Граѓаните на социјалните мрежи ова го одобруваат, но и прашуваат дали ќе се намалува и бројот на пратениците. Зошто ни се 120 пратеници ако дел од нив не сме ги слушнале воопшто и само креваат рака и стискаат копчиња за гласање? Тоа Македонија многу ја чини и 90 пратеници се доволни, се дел од коментарите на граѓаните. Впрочем, намалување на бројот на пратениците беше и дел од програмата на дел од партиите и премиерот Мицкоски пред парламентарните избори најави дека се залага за оваа промена. Пожарите и дрвократците со години ги опустошуваат македонските шуми. Оголените површини вриштат од потребата за обновување на шумскиот фонд. Се прави ли тоа доволно? Разни невладини организации се намножија за решавање на ваквите проблеми. Многу тркалезни маси и разни други конференции има за темава. Силни зборови се кажуваат на помпезни собери во конференциски сали. Прават проекти, се земаат грантови од странство, се кажуваат приоритетите. Се мапира и се укажува на нужноста дека треба да има пошумување низ Македонија. Просто има голема растрчаност, но дали е така на теренот таму каде што треба да се прави пошумувањето? Моќно делува кога некој активист ке каже: посветени сме на обновување на шумите и одржливо управување со земјиштето, но помоќно е ако на терен сработуваат малку повеќе од досега. За пошумување на 5 хектари не треба да се прават 5 конференции. Поарно е една конференција, а пошумени 100 хектари. За државните надлежни институции пак пораката е уште пократка, да бидат понастојчиви во обновување на македонските шуми, оти тоа е ептен потребно, а и за да си ја заработат платата. Државната изборна комисија откако ги разгледа и ги одби како неосновани сите 16 приговори што беа поднесени за постапките за гласање и сумирање на резултатите од гласањето на локалните избори во општините Брвеница, Шуто, Ризари и Карпош. Председателот на ДИК Борис Кондарко информира дека денеска ќе бидат изготвени поединечните одлуки за секој приговор и ќе бидат доставени до подносителите. Потоа ќе се чекаат законските рокови за евентуални тужби до управниот суд, кој е должен да постапи по 48 часа по приемот. Според председателот на ДИК, ова значи дека најкасно до крајот на викендот ќе се објават и официјалните и конечните резултати за овие општини. Синоќа полицијата го уапси Илија Стоилев, директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, именуван од сегашната влада под сомнение за примање подкуп. Тој бил пријавен од поранешниот министер за локална самоуправа од ВМРО-ДПМНЕ во владата на Љупчо Георгиевски, Џевдер Насуфи од Струга. Уапсениот Стоилев побарал и примил од Насуфи мито за да му се потпише договор за финансиска поддршка преку програмата ИПАРТ.
По пријавата во МВР на Насуфи му биле дадени обележани банкноти, а директорот бил фатен при земањето на парите. Синоќа биле извршени претреси на повеќе локации низ земјата поради основани сомневања за коруптивни активности, а финансиската полиција и МВР правеле претреси во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Илија Стоилев е директор на агенцијата од јули 2024 година. Ептен е црна сообраќајната статистика во Македонија. Само во првите 4 дена од ноември во сообраќајни несреќи животот го загубија 6 лица. Од почетокот на оваа година заклучно со октомври регистрирани се 115 жртви. Страшно. Ги плашат ли овие големи бројки на загинати лица несовесните возачи? Помислуваат ли здивените шофери дека со своето однесување можат да загрозат некому живот, а и својот да го уништат? Отвораат ли 4 очи сите учесници во сообраќајот и меѓу нив има и несовесни? Ова се прашањата кои мора секојдневно сите да си ги поставуваме. 115 жртви не се само бројки, тоа се нечии синови, ќерки, родители, пријатели. Статистиката на МВР покажува дека најчестите причинители за сообраќајни несреќи со фатални последици се непочитувањето на сообраќајните правила, односно користењето на мобилен телефон при возење, возењето со брзина поголема од дозволената и возењето под дејство на алкохол. Крајно време е тоа да се намали, за да престанат трагичните наствари на македонските сообраќајници. Основното јавно обвинителство Велес отвори истрага против едно лице осомничено дека учествувало во убиството на својих сограѓанин, што се случил на 5 ноември во близина на селото Бусилци. Обвинителството има основано сомнение дека тој бил соизвршител на кривично дело убиство. Според првичните сознанија, осомнечениот ја намамил жртвата, па заедно со друго се уште неидентификувано лице му пукале во глава. Осомнечениот, кој претходно бил казнуван за разбојништво, по убиството се обидел да ги прикрие трагите за да ја попречи истрагата, соопшти обвинителството. Јавниот обвинител предложи мерка притвор. Полицијата трага по вториот соизвршител на убиството. Двајца малолетници на островот Брач украле автобус и со него се возеле по островот, предизвикувајќи сериозна опасност и материјална штета. Автобусот се движел без вклучени светла и удирал во сообраќајни знаци и столбови покрај патот. Кога пристигнале на пристаништето, малолетниците го оставиле автобусот и се обиделе да се качат на траект за Сплит, но полицијата ги фатила. Откако минатата недела беше објавено дека голем број турски фудбалски судии се вмешани во обложување на фудбалски надпревари, обвинителството во Истанбул побара притвор за 21 лице, вклучувајќи 17 судии, како и за претседател на прволигашки клуб. Канцеларијата на главниот обвинител во Истанбул соопшти дека судиите се осомничени за манипулирање со резултатите од надпреварите, а претседателот на клуб од првата турска лига за местење резултати. Досега 18 од 21 осомничени се приведени. Истрагата на Турската фудбалска федерација открие дека 371 од 571 активни судии во професионалните лиги на Турција имаат сметки за обложување, а 152 активно се обложувале. И синоќа летаат дронови над европските аеродроми. Бриселскиот синоќа одново беше затворен за сообраќај околу 40 минути, откако на аеродромскиот комплекс бил забележан дрон. Дронови биле забележани во непосредна близина на воздухопловната база Флорен во Јужна Белгија. Таму дронови беа регистрирани и пред 2 дена. Предходно, во текот на денот, дрон бил забележан и над објектот на Белгискиот нуклеарен истражувачки центар во североисточна Белгија. Кина го пушти во употреба најновиот и најмодерен носач на авиони. Огромниот воен брод Фуџијан и официјално стана дел од оружените сили на Кина во присуство на претседателот Си Џинпинг. Ова се случува во време кога Соединетите Американски држави најавуваат нуклеарни проби, а Русија тестира нови ракети. Воедно ова представува и значаен чекор напред за Пекинг во обидите да се изедначи со поморската моќ на Вашингтон.
За време на церемонијата уште еден кинески носач на авиони беше закотвен во близина, што го зголеми впечатокот за демонстрација на воена моќ. Британската влада во потрага по дополнителни приходи размислува за воведување данок за електрични возила. Во цената на бензинот и дизелот постои ставка за патиштата, но од електричните возила не се наплаќа ништо за патната инфраструктура. Сакаме поправеден систем за сите возачи, вака портпаролот на британската влада ја објасни мерката. Од овој данок Британија проектира наплата на околу 1,8 милиарди фунти годишно до почетокот на 2030-тите. Исланд и Нов Зеланд веќе воведоа данок по километар за електрични возила. Најмалку 5 лица загинаа во Виетнам откако тајфунот Калмаеги ги погоди крајбрежните области со разорни ветрови и обилни дождови. Бурата го погоди централен Виетнам, доцна синоќа, корнејќи дрвја, оштетувајќи куќи и предизвикувајќи прекини во снабдувањето со електрична енергија. Претходно тајфунот го разори Филипини, каде што загинаа околу 200 луѓе, а над 100 се уште се водат како исчезнати. Најмалку 54 луѓе се повредени во денешната експлозија што се случи во близина на училиште во главниот град на Индонезија, Џакарта. Според изјавите од началникот на локалната полиција, некои се лесно повредени, други умерено, а трети веќе ја напуштиле болницата. Тој не наведе повеќе детали за инцидентот.